Демократско движење на Изад Меджити од фракцијата Огнена група, која се одвои од ДУИ, и Европската демократска партија на Аријанит Хоџа, поранешниот подпредседател на БЕСА, се новото освежување на политичката сцена во албанскиот блок, за кој се уште не се знае во кој правец ќе го насочат своето дејствување и политичка платформа. Дел од аналитичарите не очекуваат драстични промени, ниту политички земјотрес со оглед на сегашните состојби. Аналитичарот Алберт Муслиу смета дека овие партии во 2016-та би имале многу подобри позиции поради тогашната политичка клима, а сега на двете партии ќе им биде тешко, вели тој. Не забораваме Алтернатива и БСБ една партија и во најкритичните моменти, зборувам за 2016 не успеа со Алијанса да склопат поблиска соработка. Може би тогаш ќе се случеше некоја промена или ќе беа посериозен политички фактор. Сега секако дека не им е толку лесно. Сепак се работи за три партии кои во одреден период биле дел од ова владеачко мнозинство, и БЕСА и Алтернатива. За новата политичка партија да не зборуваме, сепак тоа е долгогодишен функционер и политичка личност на ДУИ. Мислам дека ќе зависи како тие ќе се искоординираат, која ќе им биде политичката платформа и со кој наратив ќе излезат. Во преполна сала со голем аплауз присутните поддржувачи го пречекаа лидерот на демократското движење Изад Меджити, кој со апсолутно мнозинство гласови беше избран за председател на партијата на основачкото собрание кое се одржа вчера. Тој во неговиот говор рече дека одлуката за новото движење не дошла од алчност, туку од свесноста да се биде водач и да се придвижат работите напред. Во однос на прогнозата за пратенички места, Меджити оптимисти очекува 6 до 7 пратеници. Тој вели новата партија нема намера да ја урне ДУИ, туку да изгради платформа со која ќе даде придонес во сите сектори. Историјата на Македонија може да биде единствен или редок случај кога за убедување ги оставивме позициите, заменик министер, директори, државни секретари, ја плативме цената заради нашите убедувања и ова треба да се цени. Значи ова го правиме за демократските процеси, да придонесеме за поголема демократија во Македонија, и од позиција на власт ние преминавме во опозиција. Инаку идејата и одлуката за формирање нова партија не ја поддржаа сопартиците на Меджити, Блерим Беџети, Муси Џафера и Невзат Бејта, кои заедно со него беа дел од фракцијата познана како Огнената група. Ден предходно партија основа и поранешниот председател на БЕСА Аријанит Хоџа, кој не беше задоволен од одлуките на сегашниот председател Билал Касами. Тој беше против доближувањето на БЕСА до Алтернатива на Африм Гаши и демократското движење на Изад Меджити во заеднички опозицијски фронт. На основачкото собрание на партијата викендов Хоџа потенцираше дека тоа е за уставни измени, бидејќи државата влегува во едно сценарио во кое европската перспектива е загрозена. Инаку, покрај одамна формираните ДПА и ДУИ, во последните 10 години се формираа и движењето на БЕСА на Билал Касами, Алијанса за албанците на Арбен Таравари и Алтернатива на Африм Гачи. Во пресред на парламентарните избори кои треба да се одржат идната година, на политичка сцена на албанците се приклучуваат уште 4 нови партии. Граѓанското европско движење на Ѓула Челик, кое се формираше пред 2 години, Демократското движење на Изад Меджити, Европска демократска партија на Аријанит Хоџа и партијата или движењето што се најавува од пратеникот Скендер Реџепи Зејт.